студиото на Здраво Македонио по 9 часот се дружиме со Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, Борис Чавковски, енергетски терапевт и јасновидец, и Дана Силјан, учител, мајстор СИФУ. Останете со нас до 11 часот. Да, продолжуваме. Ете, гостите веќе ни се во студио и ние сме си веќе расприкажани. Едва и чекаме да го споделиме разговорот кој што денеска ќе го имаме со нашите гости. Верувате нам, вистина ќе биде интересен. Повторно спојуваме најразлични професии на една трпеза, но убава и интересна спојка. Во овој дел ќе ви бидеме вам домакинки, а сега кои на нашите гости, јас и колешката Александра. Александра, добро утро. Верче, добро утро и пред камерите. Верувам дека уште од 6:45 сте заедно со нашите гледачи, а уште овој дел е поинтересен и позабавен кога спојуваме различни профили кои оставаат различен општествен печат. Но како што е редот, уште еднаш да си ги поздравиме. Така е. Веднаш до мене е господин Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, кој што не ни е прв пат во Здраво Македонија, но ни е драг гостин. Добро утро. Добро утро и на вас и на гостите во студиото и на сите гледачи што не следат. Така е. Веднаш до вас е Дана Силјан, која што е учител, мајстор СИФУ. Добро утро, Дана. Добро утро. Исто и така ти не си ни по прв пат во Здраво Македонија, но има она кое што ти го практикуваш и сите оние кои што доаѓаат на твоите часови, малку помалку се збори, но како во овој период навистина и се актуелни сите тие источни техники кои што може да ги практикуваат и да ги вежбаат луѓето, така да верувам дека убаво и интересно ќе имаш да споделиме. Секако. И веднаш до тебе ни е Борис Чавковски, кој што е добро познат на нашите граѓани. Веќе 35-36 години енергетски терапевт и јасновидец. Борис, добро утро. Добро утро уште еднаш и благодарам за поканата. И се надам дека ќе имаме убав ден денески, ќе го почнеме вака убаво денот, со убава енергија. Така е, кога сме кај енергијата, каква ни е енергијата ова утро, Борис? Покрај тмурното утро над Скопје и гужвата во градот, енергијата треба да се избалансираме. Во студиото е одлична енергијата и мислам дека ќе успееме вака сите заедно да пренесеме убава енергија на оние кои што не гледат. Така. А за оние кои што не се од Скопје, господинот Максим доаѓа од убавото Куманово. Ви кажав, дојдемо ми Кумановци, растерамо ви го маглу. И ни го пратите. Мада и оште ga нема слонце, али валјда утех надам ќе се потрудимо со заедничко позитивно енергија да го привлечемо да ни огрее. Така е. Добро. Тогаш од режија да ги замолам да ни го пуштаат видеото за господинот Максим, а потоа ќе го прашаме за каков коментар ќе ни даде истото. И главито менге, а ке ме капенам, ки цело Куманово кој одам. Максим Димитриевски, Максим Димитриевски, амаре паралелamente игера, ероме ке запикодена саме. Така е. Иве, го видовме она видео кое што е испеана песна на румски јазик, па како го коментирате ова видео кое што на некој начин стана вирална химна? Искрено, сето беше спонтано. Отваравме изборен штаб на овие избори во населба Средорек, во ромското мало и излегоа со изненадување, ни отпеа песна. Јас бев толку зафатен со кампањата, дури нема време ни да обрнам внимание на сето тоа и на крајот одеднаш многу вирално почна луѓето да ми испраќаат различни верзии, блуз, джез, 60-ти, 70-ти, јас онака слаб, убав, млад на тие видеа, се тоа со вештачка интелигенција и гледам дека се слуша, заразна е песната. Да. Навистина така влегува во глава лесно и ја пеат, особено младите луѓе. Децата ми пишуваат многу, ми се обраќаат, веројатно и ќе ги посетам на училиште да ги поминам. Им благодарам на тимот кој што ја составија песната. Луѓето не се професионалци, тие се аматери. Интерпретаторот уште со двајца имаат направено. Ја немаме порачана, спонтана е.
излезе дека наводно била плагијатно, се потврди дека не е, но како и да е, покажува една работа дека со позитивна енергија, кога ќе влезат луѓето посветено во нешто, секогаш има добар резултат. Можеби оваа кампања ќе отслика оваа песна и ќе остави еден белег, па ете, зошто да не и за политичарите понатаму да се пее, бидејќи живееме во време кога луѓето се толку уморни од политика, разочарани од професијата политичар, воопшто кога ќе се спомне политичка партија, не доживуваат позитивни чувства, сето тоа е многу искривено, па зошто да не останат вакви моменти да се помни по нешто. Очекувам на самиот почеток дека ќе биде одредена пародија да се прави од сето тоа, но гледам дека јавноста тоа го доживеа сосема поинаку, позитивно. Дури оној ден од пријател од Бугарија ми испраќа видео, вежбаат во теретана и слушаат песна, и викам супер. Да, има таков еден баш позитивен ритам. Среќен сум, ги поздравувам момците кои што работеа на ова, среќен сум и ете. Така. Верувам дека овој трет мандат ќе биде многу позитивен. Така, а вашите домашни како коментираат на оваа песна? Черка ми од време на време така се подбива со мене. Да некако во Зона Замфирова, дај закјути се со таа песна. Па слично. Најмалиот син, он нормално годините не се такви, со друштвото ја слушаат, постариот син тој е секогаш онака одмерен и внимава што ќе каже, но пријатно е кога ќе ја слушнеме. Вечерва имам повтор на една средба со мои активисти, симпатизери во Куманово, кои што учествува во изборниот процес. Предпоставувам веднаш прво тоа ќе го слушаме. Среќен сум. Оваа кампања заврши, добив мандат по трети пат да го водам Куманово, не беше лесно, им благодарам на сите граѓани да не мешам политика во емисијава, но сепак е одговорност да се води најголемата општина и кога ќе влезеш вака со позитивна енергија, мислам дека имам елан и енергија во овој мандат уште повеќе него прв пат кога седна во градоначалничкото место. Така, иако позади себе веќе имате 800 реализирани проекти, но како што се вели на куќето и нема крај, постојано се актуелни некои проблеми кои што треба да се решават и верувам дека ќе успеете и во тој дел во овој нов мандат да повеќе да решите. Па само ќе ви кажам, проблеми имало и ќе ги има. Наша работа на тие што не бираат граѓаните е да ги намалиме бројот на тие проблеми или да ги решаваме, инаку многу е тешко да се решат сите. Така е. Дана, пред дајте да им објасниме на нашите гледачи што е она кое што ти го работиш, бидејќи навистина специфично името Сифу, јас ќе ги замолам од Рижа да ни пуштат едно видео, за да ите визуелно ви доловиме на оние кои што сте покрај малите екрани, што всушност нашата гостинка работи, а потоа и таа самата ќе ви објасни. Да навидовме на некој начин она кое што е твое секојдневие, малку мечови, малку нешто што е тајчи. Што всушност значи Сифу и она кое што го видовме на екраните, да објасниме на нашите гледачи? Па Сифу во превод значи татко учител, а во случајов јас сум мајка учител, по кинески борбени вештини. Меѓутоа Сифу е титулата со која што учениците се обраќаат кон учителот.
иако кај нас на тренинг, значи, мене претежно ми се обраќаат по име, не сме, така сме договорени, малку по-непосредно комуницираме. Меѓутоа, за официјални обраќања се користи таа титула низ светот, инаку е на кинески, значи само татко учител или мајка учител. Така, се повеќе се популарните источните техники, вештини за вежбање, како што се јогата, тајчи и останати. Зошто сите тие добри, зошто се корисни, зошто луѓето треба да ги вклучат во своето секојдневие, на брзото живење и треба да вежбаат? Па како што зборавме сега дека излезе вирално видео дека тајчи чуанот е погоден за лица на возраст на 50 или над 50 години за одржување и на напредување на психофизичкото здравје. И некако почнаа многу луѓе да ми се јавуваат апропо виралните рекламни видеа. Меѓутоа, она што сакам да го кажам дека тоа се вештини кои што може да ги практикува секој. Ние во нашиот клуб имаме и деца, па дури деца кои што се надпреваруваат, и возрастни исто така. Буквално од 7 до 77, можеби и повеќе. Со тоа што освен тајчи имаме и здравствен чигонг. Здравствениот чигонг се исто така вежби кои што влијаат на целокупното здравје и тие вежби покрај тоа што се за истегнување и за на некој начин на регулирање на сите рбетни деформации кои што ги има модерниот човек, тие ја балансираат и нашата енергија која што со која што ние на некој начин функционираме во секојдневието и неминовно го нарушуваме тој баланс, затоа што модерниот човек се справува со многу проблеми во текот на денот и емоции кои што не може да ги isprocesira, времето е толку. Сега на тренинг кога ќе се дојде, вежбите се со една многу сложена телесна математика која што го окупира мозокот и едноставно неминовно вие мора да се концентрирате. Не дава да размислувате нешто друго. Не може да се размислува, единствено може да се фокусирате на себе и на она што треба да го направите со телото. Тоа е предноста и на некој начин на оваа физичка активност, мислам психофизичка активност, психофизичко-ментална активност, умствена, го одмара мозокот да не се оптеретува и со проекциите, бидејќи ние претежно сме оптеретени со тоа што ќе биде, не тоа што се случува во моментот. Всушност мислам дека тоа е и најтешката лекција која што сите ја учиме секој ден. Да бидеме присутни во моментот и да ја живееме сегашноста. Дана, кога споменавте веќе што ќе биде, мислам дека е редно да го прашаме господинот Борис, заокружуваме на тешка година 2025 која оставаме зад нас. Но каква ќе ни биде 2026? Пред да се вклучат камерите искоментирав, 2025 година нумерички, нумеролошки практично ја носи бројката 9. 9 значи врвот за окружување на еден циклус, полесен или потежок, ние секогаш по потешкиот пат, затоа што, нели, такво ни е поднебјето, таков ни е народот, таква ни е генетиката. Завршува еден циклус и веќе од следната година почнува нов. Тоа се поклопува и со, нели, со локалните избори, со следните избори. За жал сме обврзани, нели, не сме обврзани, него, нели, гласаме, па, нели, и секогаш мислиме за како да биде подобро. И ги бираме, сега, имаме чуден начин, нели, како бираме, но би требало да избереме луѓе со визија, луѓе со отворена убава енергија, луѓе кои што се работливи, луѓе кои што не се егоисти и себични, него својата енергија ќе ја поделат и ќе направат не само за себе, него за другите. И тоа е поентата на нашите политичари. Многу сум задоволен од оваа фина екипа овде и некако како успеавте да не споите вака во еве денеска.
би сакал само да кажам, познати ми се техниките и тајчи, и чигун или цигун, кои што пред некое време ги практикував и јас ги вежбав. Чи значи живототворна, значи животна енергија. Енергијата е насекаде околу нас. Во источната филозофија и мисла, таа енергија се нарекува чи. Постојат 12 пара енергетски канали во нашето физичко тело. Тоа се паралелни канали. Имаме нервен систем кој што го спроведува електричниот импулс, нели? И така сме ние некако предодредени да им веруваме само на сетилата кои што ни се на располагање и 5 сетила, и тоа цврсто не држи овде на земјата. Но тоа што не може да се види не значи дека не постои. Тоа што ако немаме сетила развиени или недоразвиени, ја лично мислам дека ги имаме и тие сетила, но низ токот на историјата ни се некако рудиментирани, не значи дека тоа не постои. Науката веќе стигнала до некаде, каде што точно се откриени сите 12 енергетски меридијани кои пренесуваат живототворна енергија, која што е поразлична од енергијата што ја внесуваме со храната. Сега се поставува уште едно прашање, а тоа е 4000 години, пред 4000 години, кинезите ја откриваат енергетската мапа на човековото тело. Нас ни требаат толку години, за да допред негде 10-15 години современата медицина, со користење на малце посовремена техника, ги открива и ги дефинира постоењето на 12 енергетски канали, кои што се одговорни за напојување со енергија на органите и системот на органи во нашето тело. И веќе после тој доказ успеваме да внесеме и акупунктурата како една рамноправна медицинска гранка, и на запад постојат цели клиники кои што се занимаваат само со акупунктура. Исто така постојат и клиники кои што се занимаваат со реики. Реики е една друга техника на исцелување. Користење на универзалната космичка енергија која што се канализира по принципот на одредени символи и кои што се внесуваат во нашиот енергетски систем. Така да веќе почнува и современата наука и техника да ги открива и да ги нештата, применува до некаде, така. Сето тоа е во рамките на езотеријата, но се повеќе езотеријата станува наука, а не е само за она што е скриеното внатрешното и така Симпатично ме натаму. гледа вака господинот Максим, па каков трет мандат би му предвиделе? Исто така, еве ја сакам ако отворено на оваа маса да кажам, супер се направи убава еден енергетски круг меѓу нас. Господинот го познавам нели од медиумите, сега се запознавме вака спонтано пред да влеземе во студио. Му ја препознавам енергија на водич, визионерска енергија, човек кој што е нели посветен и работи, и само така може да биде успешен, а пак за неговото дело говорат и неговите резултати. Рековме трет мандат. Треба да бидеме магионичари и сега нели нашите политичари да ги наречеме магионичари и нели и сега меѓу другото еве јас со секој во свој дел да даде придонес. Да. Нели и многу често кажувам, треба да имаме луѓе кои што од дефект ќе направат ефект. Разликата е само една буква, но има многу работа. Да. Така да, еве тоа е. Но пак ја кажам, многу убава енергија, се надевам дека оние кои што не гледаат од другата страна ќе ја почувствуваат и дека ќе уживаат во оваа наше денешно дружење. Интересни подароци ни дадовте, верче да го споделиме ова, колку ова ќе му помогне на господинот Максим на дана на нашите гости и Или на нас. Да, и на нас. Па и на за сите вас. Тоа е, Така, нели, ова се кристали. Ова се полудраги камења, еве направени вака како може да се користат и како висак, може да се користат како привезок за ланче, може би за клучеви и така натаму. Кристалите и полудрагите камења имаат своја фреквенција, имаат своја вибрација која што е многу блиска до фреквенцијата на нашата аура, на нашиот енергетски систем, а на тој начин го балансираат. Се во природата и посебно енергијата има тенденција да се уравнотежува, да се балансира. И кога нашиот енергетски систем е во дисбаланс, доволно е
едно вакво кристалче кое што зрачи со таа фреквенција и го балансира енергетскиот систем повторно во ова вакво динамично време. Еве сега ми се наметнува уште една идеја, пред нас овде стои чаша вода. Исто така, водата е многу интересен медиум. Прима информација, прима вибрација и е како медиум ја задржува фреквенцијата. Со овој наш гласовен апарат, кој што го имаме, што ни го дал универзумот, Господ, биологијата, како го сакате, испраќаме фреквенција со одредена информација. И така меѓусебно се разбираме. Например, Амото, тој е еден јапонски научник кој што се занимава со истражување и кој што докажал дека водата ја прима фреквенцијата на кажаниот збор. Па дури еден збор афирмативен, убавите зборови што носат убава енергија, напишани на лист, да ставите една чаша вода над листот каде што пишува, например, хармонија, љубов, благосостојба, здравје, Бог или некоја било која молитва или мантра, водата ја прима таа фреквенција и ја носи таа информација и е добро да се пие. Како го докажал Амото, малце повеќе зборлес да оставам простори за другите гости, но сакам уште една реченица, две. Сите експериментот во што се состои? Кога на една чаша со вода и се обраќате со љубов, со зборови, љубов, те сакам, или хармонија, благосостојба, истата таа чаша вода, односно капките вода замрзнати на висока температура, на ниска поточна температура, кога ќе видите под микроскоп, снегулката има совршен прекрасен облик. Но и обратната верзија. Ако на водата и се обратите со омраза, со гнев, со бес, со лутина, така замрзната, кристалот, молекулот на водата изгледа деформиран. Така и за животот, така и за секаде, во околината, сите така и нивоа. за... 60% вода, значи и ние примаме се што ќе ни кажат и што ќе си кажеме на себе. Така и ние луѓето. Така е, да. Така е, 70% во нашиот организам е вода. Така. А да биде приказката поголема, и земјата, на нашата планета Земја, 70% е вода. Така е, Така и кон нашата држава и политичарите кои се обраќаат кон Така е, неа. Максим, кога сме така и убавата енергија, ни се ближат празниците, па ете какви се плановите за престојните празници, дали Куманово ќе ни биде накитено, дали имате некои веќе планови за она кое што ќе се случува околу прославите? Па ние организираме голем број културни настани и манифестации во градот. Вчера имавме еден. Секоја недела најмалку по 2, за нова година пробаваме со новогодишни концерти. Нема некој голем интерес, освен во текот на денот, навечер луѓето традиционално се слават во ресторани. Ке го накитиме Куманово, ке го украсиме секако, секоја година одвојуваме средства, сами си ги купуваме тие украси кои што се поприлично скапи и ги поставуваме на градскиот плоштад и на малиот градски плоштад и оваа година ќе го повториме тоа и ќе имаме поголем број на настани во текот на денот и тргнувајќи од она Дедо Мраз на мотор, па сите настани што следат, си имаме Дедо Мраз, ги посетуваме училиштата, ги посетуваме детските градинки, исто дневните центри за лицата со попрешеност. Сите оние интересни групи на граѓани кои што во текот на годината се можеби позапоставени поради недостатоците на системот, сите здруженија и така. Ја чувствуваме нова година како и секаде. Немаме гламурозни огномети, тоа го правиме за 11 ноември на денот на градот, кој го славиме ослободувањето на Куманово, многу се блиски ко празниците. Но како и да се вратам на енергијата што се отвори темата, првен да му се заблагодарам на Борис за подароков, ќе си го чувам овој кварцен камен во кабинетот, да ми носи убава позитивна енергија. Ако имате некој блокатор за негативна енергија, Тоа исто така делува против негативната енергија, ја елиминира негативната енергија. Кога ќе ми влезат луѓе во кабинет, јас се полнам со енергија од самите луѓе. Особено оние кои што се сретни или се чувствуваат сретни кога општината ќе направи нешто за нив.
Тоа најповеќе ми исполнува, но имате и луѓе, јас ги нарекувам вампири, кои што ќе влезат и ќе ви ја цицаат онаа позитивна енергија. И на нив јас им одговарам со додавање на газ. По принципот, значи, јас големувам брзината, ја намалувам потрошувачката. Интересна формула. Да, сега нели хибриден погон, така. Да, интересна формула. Но како и да се вратам на Нова година, убаво е традиционално кафулињата се украсуваат, даваме награда за најукрасен двор, за најукрасено кафуле во градот, се чувствува фреквенција, доаѓаат многу луѓе наши кои што работат во странство, има поголемо движење, тогаш застануваме со градежните активности. Так. Сега во месец декември, поради тоа што нема прекопи на улици, дополнително се создава дополнителен метеж во градот, значи некаде со инфраструктурата се тргнува да се работи ако дозволуваат условите од месец март. До тогаш само санација на одредени површини и се подготвуваме за зимско одржување. Верувам дека оваа година ќе имаме снег. И дека нема да не изненади како се како. Па видете, ние купивме сами при цела мака финансиска, купивме сами пред 3 години комплетно опрема за зимско одржување, нови камиони се подготвени. 3 години снег не падна во оваа година ќе имате, така да ќе ја ставите во функција механизацијата да ја атестирате. Сакаме да видиме снег, без разлика што тоа чини да се исчисти снегот, е сериозен проблем и чини доста пари од буџетот и секоја година кога ќе ги заштедиме тие пари всушност градиме дополнително некоја улица, особено во населбите, каде што се многу тешки условите за живот, бидејќи не е ова инвестирано со децени, но оваа година сакаме да видиме снег и бидејќи самиот снег носи некоја убава енергија, што би рекол Борис, ја не ги разбирам овие термини, но верувам ако зборува во чашата едно 15 минути, па после јас ја испијам, ќе научам се ова што го кажа, бидејќи пола од термините не ги разбирам. Па добро, за тоа би требало да користиме вино. Водата е добар, но виното носи исто така добар. Малце подоцнежен термин. Да. Но и благодарам за убавите зборови. Јас навистина сум пресреќен што имам можност во оваа студио не само да гостувам, туку и да слушам и да учам. И да заокружиме годината што се вели. И да ви кажам, интересно ми е тоа тајчи. Јас сум посетувал во минатото, сум бил член на Айкидо клуб, запознаен сум делумно со тие вештини од истокот што доаѓаат. Дополнително на времето како млад човек тренирав и бокс и ги сакам тие боречки вештини. Ова е нешто друго, ова е култура на живење, како што го гледам. Тајчи ми излегува секој сабајле, кога доста се популарна, бричам, и пуштам вообичаено музика на YouTube, прво што ми излегува тајчи препорачливо за луѓе околу 50 години, одеднаш стануваат фит, не знам дали стануваат фит, па дали сега вие на роденденот на 29 ноември кој што ви е јубилеен 50 ќе почнете со тајчи? Да ви кажам, ја тајчи практикувам дома со сопругата, со семејството, можеби не е класично тајчи, но си повежбуваме, се размрдуваме, се истегнуваме. Како ќе одбележите пееската? Имате ли нешто веќе замислено, предвидено, бидејќи е сепак јубилеј? Па да ви кажам, ми значи тој датум не само што е мој роден, 29 ноември е голем ден. Да, порано за СФРЈ беше дан Република. Но тоа е денот на Републиката која што веќе не постои. Да, но некако во народот се уште се споменува и се слави за одредени генерации. Имаме сеќавање за Не, прво врзува датумот со еден битен датум, тоа е свињокој. Нели, сите тоа е плюс сите дома момент. го чекаа едва и тој датум, ако не 29 и тогаш 22 декември беше. Јас сум таа генерација што помни од двата система. Инаку, да, ден на СФРЈ беше, голем датум беше. За мене секако исто, како ќе го одбележам со семејство, со пријатели, ќе организирам една мала прослава. За тој најблизок круг на пријатели. Ке дојдете, трумите со труби, со песни. Па нема да ми изненади, доколку бидам изненаден со такво нешто, но како и да е, убаво е чувството. Половина век треба да се одбележи и посакувам на сите да доживеат
да се провеселат и уште најмалку толку на сите. Пред да одиме со реклами, Дана, може ли со тајчито да ја исканализираме онаа негативна енергија, како што ја спомена Максим, во текот на денот многу луѓе среќаваме, носат најразлична енергија, може ли со тајчи да се канализира сето тоа и да го имаме оној баланс кој што ни е потребен за сите? Да, само морам да кажам, многу луѓе ме прашуваат ова. Кај нас владе, не можам сега да наречам таа енергетска неписменост, меѓутоа не ја сакам може дефиницијата. Може би неинформираност толку. Не ја сакам дефиницијата на позитивни и негативни луѓе. Енергијата е и позитивна и негативна, како што на батеријата имаме плюс и минус, инаку нема да функционира. Така што се работи за циркулирање на енергетска снага. Или тоа што го нарекуваме јин-јанг рамнотежа, всушност е рамнотежа, меѓутоа е рамнотежа која што се темели на спуштање на јанг силата. Јинот е претежно стабилен. Не го контролираме јангот. Што е јангот? Јангот е онаа енергија која што е сончева, светла, со која што ние мораме низ текот на денот да ги протуркаме сите задачи. Меѓутоа таа знае да излече живот на адреналин, кој што води кон прегорување, или са кинезите или кинеската медицина го дефинира како дупли јанг, што значи дека ние сме претежно страдаме од една вжештена глава и треба таа топлина и она рационално треба да се лади, да се спушти, или тоа го нарекуваме приземјување. Со тајчи чуанот се овозможува приземјувањето. Бидејќи самиот став во тајчито овозможува оската, која што тој е централен меридијан, главната оска да се постави праволиниски. Со тоа што ја полекуваме, крлицата има посебен став кој што е карактеристичен за тајчи и може да се види на тие вирални видеа како се застанати. Придежно мислам дека е Шаолин дека е вирален. Денек имаме за ова можност да позборуваме малку повеќе, но најнапред ајде да ги погледнеме рекламите. Останете со нас, сите како што гледате, разговорот е интересен и се враќаме веднаш во студија.